Општински камиони растовараат ѓубре на диви депонии. Камерата на Алфа улови возило во собственост на Шуто Оризари кој истовари шут во близина на селото Визбегово. Граѓаните се жалат, велат дека наместо надлежните да ги расчистат, тие придонесуваа за полнење на депониите. Фрлат од општина Шуто Оризари, кој што видовме, имаме поднесено барање да се дислоцира депонијата, што во близина има водовод, кој што со самото трајно останување на депонијата тука може да дојде до загадување на водоводот. Имаме добиено документи од кои што за јавно здравје дека депонијата тука е штетна и дека треба да дислоцира, меѓутоа се уште ништо не се работи. Се уште се фрла и станува состојбата уште полошо што беше. Имам нива таму горе, кај што е правата депонија, кај што се носи ѓубрето, и сега пројдов према неја да видам до кај е депонијата. Оваа дива депонија е само една од десетиците кои ги има на територијата на главниот град. На нив најчесто има градежен шут, кабли, гуми, кеси и секако неподнослива реа. Град Скопје се прогласува ненадлежен, тие биле под ингеренции на општините. Обврската е на општините да ги чистат дивите депонии, не е обврска на градот. Меѓутоа, независно од тоа, сметам дека е обврска на секој што може да придонесе во тој процес да учествува. Дивите депонии представуваат и опасност за пожар. Таков беше случајот и минатата недела кога изгоре ѓубрето за спортскиот центар Борис Трајковски. Општина Карпош дури сега најавува акција за нејзино чистење. Општината која веќе прави план ќе излезе со јавен повик повторно до сите општествено одговорни компании, граѓани, но и до предпријатијата на градот Скопје и другите државни институции со повик со целосна нивна поддршка во механизација и човечка сила да се вклучат на одреден датум кој подоцна ќе биде истакнат. Инаку во програмата на СДСМ за локалните избори во Карпош беше ветена изградба на нов парк во близина на сегашната депонија, но од него нема ни трага. Новиот парк е предвидено да се прави во Карпош 4. Од заштитното зеленило покрај бунарите покрај реката Вардари ќе се надоврзува кај рекреативната зона за спорт. Стои во предизборната програма на СДСМ.